До година 80 години како на овој простор дојде професор Душан Габријан, словеначки архитект, кој со своите студенти ни го откри овие блага. Значи, тој 46-та, 47-та, 49-та, 50-та присуствува на терениве на Македонија и многу успешно ги скицира во своите блокови. Тука го спомнавме и нашиот архитект, кој сигурно тргнал по неговите траги. Вечерва не случајно се одбрани овие куќи тука, бидејќи овие куќи сите се наоѓаат на просторот наречен Долни Дуќани. Долни Дуќани е првата мала во Велес, што почиња во овој незамислив фантастичен кањон на реката Вардар и кој доаѓа и кој излегува до овој каноновија од Малово биле најинформирани од дел од градот. Они биле информирани кои мајстори најдобро ќе градат куќи, како да се одбере локацијата на овие коси, а сепак терасски површини. Тука помош, знаете ли кој најмногу помогнал? Значи, за да дојде Турчинот да ги даде условите за проектирање, морало да дојде магарето, а магарето најдобро се качува по стрмните терени. И нормално магарето ќе го донеси службеникот на градот задолжен за нови куќи. Така да и касапови имат одбрана ова локација и самите гледате какви визури се јавуваат, какви материјали се користеле, какви решенија. Значи, секоја куќа велешка е куќа на занаетот. Овде каде работеле касапите, не случајно е одбрана. Оти во плевната има јас не можам да се концентрирам. Во плевната има, замислете, солено кладенче. А солта денеска, како ни га ставите во водата сол, секи направи чуда. Значи, за касапите била солта најбитна. Затоа може нивната пастрма и поручените производи биле тајната во тој извор. Тој извор го користеле за зимници, за перење и за дури и во малската фурна се зборува дека се замесували левовите. Фурната е доле пред дуќаните, значи никој пат овој дел не бил жеден за вода, за леп, исто за пастрма. Значи, Велешката куќа во близина на ова куќа што ги слави касапите Велешки, тука и Даскалската куќа на Джинот, тука е Трговската куќа, тука во близина и Столарската куќа на Васил Главинов. Погоре се джунчарите, доле се трговците, доле се и звончарите, алваджиите и другите занаети, да не ви ги набројувам. Оти животот ги креира и ги обликува архитектонските простори. Ако нема сока, ако нема стеја, ако нема еркер, тоа не е Велес. Значи, професорот Душан Габријан и нашиот професор Намичев ги доловиле и ги даде правците како понатака да го чуваме нашето богатство, а сега би сакала